денешниот рецепт е една поинаква мусака. Инспирацијата од состојките е мусака, меѓутоа ќе ја подготвам во вид на солена торта. Често сакам да експериментирам со начини како истите состојки, употребени на различен начин, можат да креираат поинакви вкусови. Ќе ставам малце додатоци за да имаме малку поинаков вкус и збогатен вкус, а целата мусака ќе ја збогатам со една топла салата. Топлата салата ми е подарок како рецепт од мојата драга тетка Бисерка, со која живеев долго време како комшика во мојот стан во центар. Тетка Бисерка ме научи на сите основи кои ги познавам од заготвењето. Бев 18 години кога дојдов во зградата, а несебично ги подели со мене сите тајни. Во беше еден од рецептите кој ми е останат од незе. Он го викаше грчка топла салата, имаше потекло од Грција, па се беше грчко, но ми остана како рецепт и знам често да го употребувам, посебно во летните денови кога имаме прекрасен домат, прекрасни производи. А јас го изменив, се надевам дека ќе ме гледа, ќе го пробам мојот начин каде стигна тој рецепт до денеска и дали ќе и се допадне. Јас се надевам дека ја правам горда со се она што го правам денес тука заедно со вас. Ќе започнеме со тоа што класична мусака содржи компири. Јас компирите овој пат нема да ги употребам живи на начин на кој би направиле класична мусака, туку ги сварив однапред заедно со лушпа, за да не бидат многу мокри внатре и ќе изгмечам пире. Имам 3 големи компири, само малку ќе ги насечам за да си помогнам, веќе се изладени. Варете ги со селушпа доколку го правите овој рецепт, ако ги варите на коцки ќе се напијат многу вода и може да ви ја разводнат мусаката, односно оваа солена торта која ќе направиме во калап, а во основа ќе биде рецепт на класична мусака. Ќе го изгмечам убаво компирот, сакаме да направиме нежно и мазно пире. Ова е веројатно убава вежба доколку сакате да поработите на бицепси или трицепс, не знам што е. Ама знам дека цела рака ми е активирана. Посебно кога компирот е малку подизладен. За тоа време ќе ја уклучам тавата за да стопам путер. Убаво изгмечате го. Треба да биде баш нежно пире. Дајте му некаја минута. Внимание, и ова е внимание. Ќе го зачинам со дафинка. Нема манџа без дафинка. Баво, повторно измешајте го. Црн бибер. За да го заштитам путерот, ќе ставам малку сончогледово масло, секако брилијант. Една лажица е доволна за да го заштити путерот и внатре од 100 грама путер да се стопат и убаво да го попариме целото пире. Го топам во тава заради тоа што потоа тавата ќе ја искористам за да го пропржам малку месото. Посолете. Треба да биде вкусно. И од кога ќе се стопи путерот, не ставаме млеко како за пире, туку само треба да го стопиме путерот и убаво да го попариме пирето. Сам дека ма е доволно. Тоа ќе биде течноста. Ќе вратам тавата назад. Повторно ќе згреам малку масло овој пат. Ќе оставам да ме почека, за да го пропржам месото со кромидот. Тука ќе ставам отприлика неколку лажици брилијант сончогледово масло и имам еден цел кромид. Ќе го исечам на полумесечинки, а потоа на поситни коцки.
затоа што сакам да го пропржам со месото. Знаете, секоја мусака или било која македонска манџа почнува со пропржен кромит, така и ова. Но ќе употребиме малку обратно можеби. Префрлете го во тавата да се пропржи. Пропржете го кромидот. Сол малку. Некоја минутка. И внатре ставам околу 200 грама. Ова мусака е малку обратна. Секогаш кога правиме класична мусака, нели се сеќавате, ставаме најчесто половина килограм до 600 грама мелено месо, ова е говедско мелено месо. Но ова е обратно, ќе има повеќе пире за разлика од месо. Месото ќе биде само нишка на средина. Убаво пропржете го и зачинете го како што го зачинивме пирето. Внатре оди дафинка. Сол веќе ставивме. И црн пипер. Некоја минута да се пропржи. Убаво иситнете го додека го пржите, заради тоа што треба потоа прво ќе ставиме еден слој пире, па ќе ставиме малку слој месо и треба да ви биде убаво иситнат на парченца, односно да направите малечки топчиња. Готово е кога ќе ја промени бојата од сите страни. Многу сакам вакви рецепти кои старите вкусови ги менуваат и ни даваат можност да искусиме нови начини на подготовка. Секогаш кога сакам нешто да модифицирам, најчесто користам различни калапи. Дека го имам караски, изолуваат за најразлични видови на калапи и алатки кои ми помагаат цело време да имам нови начини како да ги подготвам и старите рецепти. Ова е многу декоративно изгледа, ќе видите на крајот. Многу симпатично и декоративно изгледа целата комбинација. Месото веќе ја промени бојата, ќе го исклучам и ќе го оставам да ме почека додека го подготвам пирето до крај. Ќе ставам малку Макдонос, свеж. Убаво иситнат. Внатре во пирето. И ќе го зачинам со свеж копар. Спичка ми е доволно. Една рака. Убаво повторно ќе промешаме за се да се соедини. Ќе ставам малку пармезан рентан за да ми ја врзе целата смеса. Само малку, 30 на грама. И тоа ни се сите делови кои бараат подготовка. Само да порачистам малку и се гледаме за кратко. Имам еден калап за печење леп. Ви кажав дека оваа мусака ќе ја подготвам во калап. Тоа го правам заради тоа што сакам да имате компактен оброк кога ќе го пресечете, ќе има различни нивоа и слоеви, но ќе биде во убав калап и никој нема да знае практично што има внатре. За да го подготвите калапот, потребни ви се, ќе правам неколку нивоа, имам тенко исечена парчиња сланина. Сланината ќе ја искористам одоздола за да направам еден убава облага која ќе ми помогне понатака тортата, односно мусаката да ја задржи својата форма. Ставив еден лист хартија за печење, само заради тоа што сакам потоа полесно да го подигнам и да ја извадам целата количина внатре, инаку сланината е многу мрсна и нема да се залепи дури ако вака ја употребите. Ќе ја редам скалесто, јас не знам тука дали може на оваа камера да ви покажам. Значи ќе ја плетам практично сланината заради тоа што сакам да можам подоа лесно да ја извадам без да ми се наруши целиот концепт. Значи на дното се преклопуваат, а
странично косо ги ставаме за да можеме да ги подзатвориме малку. Наредете, не знам, 10 парчиња сланина. За овој калап мене толку ми требаат, вие одлучете за вашиот калап колку ќе ви бидат потребни. Ставаме на крајот. Убаво, за да ми биде целиот калап обложен. И одиме со првиот слој. Прво ќе ставам од компирот. Убаво нагмечете. На целосното дно убаво мазно поставете го компирот. Ќе ставам малку кашкавал за да ми го задржи месото на површината. Имам неколку парчиња гауда. Тенко исечена. Ставете од месото. Еден слој, задржате еден. Распределете го по целата површина. Одиме повторно со малку од компирот. Баш симпатично ќе изгледа, мириса совршено од копарот и се она што го употребивме внатре, како зачинци, како дафинката, го дава тој автентичен македонски мирис и вкус. Ќе ставам малку црни маслинки, ќе ги заборавев, а тие се измената која ја направив. Ќе ставам црни маслинки без коска. Ќе бидат баш изненадување. И нешто неочекувано во една мусака. Но по вкус мене ми се баш еден прекрасен додаток во целиот рецепт. Малку ќе биде различно од она што сте навикнати да го конзумирате. Знам дека во традиционално во нашата мусака не ставаме копар, но мене ми одговараше како мирис, бидејќи пирето ми е нежно и ми дозволуваше да употребам нешто поинтензивно како копарот, иако морам да ви кажам дека ми е еден од најнеомилените зачини, но секогаш барам различни форми затоа што одбивам да прифатам дека нешто не ми е вкусно. Сметам дека сите состојки се вкусни и сите состојки даваат еднакво креативна можност да се искреира нешто прекрасно, доколку се најдат соодветните соодноси и се погоди целокупната рецептура на состојки кои ќе ги употребиме. Повторно слој кашкавал. Знам дека доволно ми е. Не сакам да го преоптеретам да биде многу сирењасто. Притиснете за да стане компактно. Дадете го месото. И завршете со последен слој на пирето. Тенок, убав слој. Таман, гледате како сум ја погодила количината да ми се наполни целиот калап внатре. До последно парченце. Следно, ќе ја превртиме сланината, не заради тоа што ви треба основа, таа ви треба само за да ја задржи. Не знам дали може да забележите како се одвојува од калапот. Ја превртувам и ја преклопувам практично за да ми овозможи да се задржи целата форма на мусаката, односно калапот кој го
употребивме. Оди во загреана рирна температура од 200 степени. 20 до 30 минути е потребно, зависно со тоа колкав калап сте употребила, ќе биде готова сланината. Ќе облеса дополнителна маснотија и вкусови. Готова е кога ќе видите дека целосно е запечена од озгора и лесно може да ја извадите од страната. Од кога ќе ја испечете, оставете да се излади 10 до 15 минути пред да ја послучите, за да ја задржи својата форма и кашкавалот внатре малку да се подстегне, за да може да имате убава коцка на поразлична мусака. Следно, топлата салата на тетка Бисерка. Вториот рецепт ми е носталгија. Тетка Бисерка ми е една од најголемите поддршки во животот. Таа беше тука кога дојдов во друг град, таа беше тука да ме научи како да бидам дама. Незините манири, совети, часови за готвење и начинот на кој ме негуваше останаа за секогаш со мене. Не живееме близко, но секогаш кога ќе се слушнеме, сме како вчера да сме биле заедно. Тетка Бисерка, ова е твојот рецепт. Денеска решив да направам твојата топла салата, но малку изменета. Незиниот оригинален рецепт се состои само од брилијант масло, 3 слоја. Едниот е модар патлиџан, зелени пиперки, домат. Ставате 1 слој пиперки, ставате брилијант од озгора, сол, бибер. Потоа оди една половина китка Макдонас. Потоа оди модар домат, повторно истата процедура. Брилијант, сол, бибер, Макдонос и на крај оди патлиџанот и повторно истата процедура. Јас во рецептот додадов и црвен пипер, додадов неколку лажици оцет балсамико и малку шекер и лук. Не заради тоа што незиниот рецепт не е совршен, најсовршениот и секогаш кога ќе го направам, се враќам на едно многу убаво време кога созрева, време кога расте, време кога го наоѓа својот креативен израз, посебно во готвењето и научив многу од нејзе, но низ годините, го правам и така автентично, но низ годините научив како да експериментирам и, како што ви кажав, денешната емисија е посветена на рекреирање, односно правење на стандардни рецепти во поинаква форма. Имам прекрасна тава на карес, брилијант. Премачкајте ја тавата, убаво, на дното. Значи, многу едноставно се прави, превкусен додаток е, превкусен. Значи, не можам да ви објаснам колку едни обични 3-4 состојки, направени на овој начин, може да ви дадат еден совршен прилог, односно топла салата. Најдоле оди пиперката. Секогаш ја ставате убава зелена пиперка, измиена, ја сечеме на половина и ја редиме на дното. Значи само толку. Пиперката на половина и се става на дното. Тетка Бисерка ме научи, можам да ви кажам, на трите, мислам дека рецепти кои ме направија најпопуларна во друштво, односно, мислам дека имаше еден таков мајчински убав пристап за да ми даде лесни рецепти кои ќе ме охрабрат дека сум добра во готвењето, за да можам сама понатака да експериментирам. Мојот познат рецепт на мафини кои сум ви ги направила на најразлични начини, основата ја имам од нејзе, како денеска ја памтам, дека се 2 чаши брашно, 3 јајца, половина шолја масло, половина шолја јогурт, едно пeciво и имате совршена основа за било кој солен мафин. Од тој рецепт навака имам стотици верзии. Мислам дека тоа го правеше на еден исклучителен педагошки начин за да ме охрабри да експериментирам и да станам добра во кујната. Се надевам дека ми не достига во овој период, посебно многу ми не достига и се надевам дека ќе дојдат времиња кога ќе може повторно да се здружиме. Иначе имаме разлика во години, скоро мислам 40 меѓу нас, ама ја чувствувам како многу блиска пријателка.
Потоа, одозгора ставаме убава китка Макдонос. Јас само ќе, бидејќи ми стои во вода, ќе ги исечам дршките за да можам да го користам цветот, тоест листот. Ќе насечкам еден куп, бидејќи ми треба куп на Макдонос, кој слоевито ќе го редам од сите страни и сите слоеви. Значи, оригинално. Брилијант масло, неколку лажици, сол, црн бибер, дафинка. Убава рака Макдонос и врз пиперките. Следно, мудриот домат. Мудриот домат треба да го исечете на кришки, за да ја покриете целата тава. Ќе го наредам обратно, за да можам потоа лесно да го извадам и да ми остане конзистентна целата топла салата. Повторно истата процедура. Брилијант масло, малку во поголема количина, заради тоа што мудриот домат е сунгераст и ќе го испие буквално целата масло. Сол, црн бибер, дафинка и грст Макдонос. И на крајот, доматите. Доматите треба да ги сечат од прилика 1 сантиметар дебелина на тркалцето, заради тоа што ќе бидат последни. И при печењето ќе го ставиме 15 минути внатре во рерната да се потпече. Кога ќе видите дека доматите почнуваат да се потпечат, ќе ја подизвадите малце и се на дрвена лажица убаво ќе ја притиснете за целиот домат да ја испушти целата своја количина. Не се става вода при печењето на овој рецепт. Притиснете и сега. Се надевам дека ќе ми стигнат 3 домати. Мислам дека имам неколку рецепти од тетка Бисерка. Вегетаријански гулаш. Не знам дали сум ви го направила, мислам дека не. Да, вегетаријански гулаш, замислете, ми е една од исто така многу драгите рецепти кои ги имам од нејзе. И мислам дека ми фали уште еден домат. Ќе му го растуриме аранжманот на Даре во емисијата. Ќе го изедеме украсот, така ќе кажеме, дека ќе го изедеме украсот. Имаме, во нашата емисија секој има своја функција. Односно, имаме се луѓе што ја спремаат храната, имаме помош за да се подготват точно сите мерки и аранжманот е задолжување на Даре нашиот режисер. Да, аранжманот мора секогаш да биде во топ форма. Даре, денеска те го изедов. Ете така. Сол, бибер, дафинка и последниот начинот на кој јас го модифицирав овој рецепт, прво да ќе оставам грстот Макдонос. Последниот слој масло јас сакам да го збогатам на следниот начин, само да порасчистам и се гледаме за кратко. И последниот слој на масло, јас сакам да го ставам во една чинија, секако брилијант до крајот. Ви требаат неколку
лажици врз секој слој. Имам шекер. Имам балсамико. Имам црвен пипер. Имам 3 чешниња лук, кој ќе ги изгмечам. И ќе ги расфрлам како конфети низ сосот. Ќе промешам бифер. Само убаво ќе го размешам. Еве, какво сосче треба да добиете. И ќе го прелијам одозгора. Се надевам врз секој домат. Ќе оди во рерне. Ќе го ставиме потребно за време да се испече околу 30 до 40 минути. На 15 минути од печењето ќе го извадите, убаво ќе го истискате одозгора за да доматот ја испушти целата своја течност и таа да изврие и ќе го печете уште 15 до 20 минути. На крај треба да имате слоевита топла салата која е богата со сите прекрасни мириси и вкусови кои ги ставивме. Се гледаме за кратко со двата рецепти. Тоа беше се за денес. Ви подготвив една нестандардна мусака, не ја сечам, не заради тоа што не сакам да ви покажам како изгледа внатре, но приврела е, сега само што ја извадив од калапот и секогаш пред да ја сечете, дајте и 15 до 20 минути да се излади за да можете лесно да исечете парченца. Се сеќавате дека ставивме пармезан во пирето и ставивме малку кашкавал, тие од кога малку ќе се изладат ќе ја држат формата за да може да исечете убави кришки од мусаката. И ова е мојата носталгична топла салата на тетка Бисерка. Мирисите се совршени и јас ќе почекам да се изладат за да уживаме во овие вкусови, вклучително и декорацијата е внатре. А ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја. Се надевам дека ви се допадна денешниот избор и се надевам дека ќе ви дадам идеи, посебно топлата салата може да биде избор во ова време кога се великденските пости. Привкусна е, полна со вкусови, а летно време е неодолива и може да биде совршен прилог за секој ручек. Останете ми добро и останете ми секогаш креативни во кујната. Следете на редовно, секогаш постираме различни содржини на социјалните медиуми и нашите емисии се аплодирани на нашиот канал на YouTube. Јас ќе ги поздравам нашите помагатели Витаминка, Пакет МК, Карес и Горење, кои се секогаш тука да ги следат моите идеи и да ми помогнат да правам различни креации. Останете ми во добро здравје.